Оваа година по петти пат се одржа традиционалниот најголем светски хит летен тренинг на плажа. Настанот е во организација на Академијата за боречки вештини за НЕДДО, која постои 40 години. Диди Тај Ботим на чело со главната инструкторка Диди. Токму Дијана Неделковска имаме ова утро во нашето студио, не за да ни покаже како да вежбаме на плажа, токму овде кај нас, туку да не запознае токму со овој начин на вежбање кој што навистина стана еден многу голем хит кај сите луѓе и за се она останато што е актуелно кај ни во Академијата. Дијана, добро утро, добре ни дојде во студиото. Добро утро, добре те најавти, благодарам на поканата. Па има и зошто да зборуваме, овде беа нели неодамнешните ваши награди, медали кои што ги донесовте од Грција, но еве прво ќе почнеме со она што навистина е хит и луѓето навистина ги интересира. Тоа е традиционалниот летен тренинг на плажа кој што веќе петта година го организиравте. Така, точно така, значи оваа година ни беше како еден мал роден ден, петта година со ред, 4 години со ред, значи го организиравме на Преспанското езеро. Оваа година сакавме малце да смениме локација и го организиравме Олимпик Бич во Република Грција. Навистина си поминавме преубаво, имаше гости, значи инструктори од Прилеп, мои долгогодишни пријатели, јас сум мојата топ фитнес систем програма. И за прв пат значи го правевме и аква фитнеса кој навистина има големи бенефити кога се работи значи во вода и баш ми беше мило и бев јас презадоволна што на самиот настан значи се приклучија и гости кои беа веќе на плажата, значи не оние кои дојдоа со нас, туку гости кои си беа на одмор и го видеа настанот, се приклучија, потренираа со нас, не прашуваа од каде сме, што сме. Сепак јас, значи, целта е остварена, јас сум срекна и задоволна. Мора да кажеме дека многу е голем интересот токму за ваквиот тренинг и видиме од фотографиите кои што ги имаме еве подготвено, ќе ни ги пуштат од режијата. Навистина многу луѓе имаше на овој настан. Да, токму така, значи, искрено да ви кажам, овој сам настан почна случајно така, значи да се видиме ние со Академија, затоа што мојата Академија е доста голема, има доста групи, се случува да не се познава, значи, ученици со ученици. И еден ден решивме значи да се видиме едни со други, да истренираме на плажа и кога видов дека интересот е доста голем, значи не прашуваат луѓе кои не се членови во нашата Академија, а веќе следната година значи завзеде толку голем интерес, се проби, значи имаше гости, членови од Скопје, од Прилеп, од Охрид, имаше од Грција пред 2 години. Колку луѓе беа вклучени? Еве веќе можеме да ги погледнеме и фотографиите. Некои се од овогодинешниот тренинг, некои се од претходните години. Така, значи претходните години, затоа што настанот дефинитивно беше, значи во Македонија му беше поблиску на луѓето да доаѓаат, имаше над 400 луѓе. Оваа година бевме 3 автобуси, нормално знаете, значи граници, многу дечиња кои се малолетни не може да дојдат од мојата Академија. Имаше помал број, меѓутоа јас сум доста задоволна и со тој број што дојде. 3 автобуси и неколку коли сепак се за пофалба. Навистина интересен начин. Дали уште сега прашуваат и за тоа што до година ќе се случува и каде можеби ќе се одржи токму наредниот летен тренинг? Дефинитивно ти не прашуваат за вгодина, туку прашуваат дали пак повторно ќе го направиме. Меѓутоа јас уште кога на стартот го почнав сакав да биде една година традиционално и само еден ден, за да можат сите да се соберат. И значи следната година, Боже здрави, ќе видиме на која локација ќе биде. Додека го чекаме тоа, веќе кај вас во Академијата сите овие работи си течат нормално, немате пауза ова лето, се работи. Какви се групи имате, кои се оние вежби кои што во моментов еве токму вашата Академија ги има? Токму така, значи Академијата никогаш не застанува, со причина што во октомври ни е светското првенство и мора децата да се подготовки, затоа не случајно доаѓаат оние резултати кои ги носиме. Нормално, оние кои се помалечки, значи си земат одмор па се враќаат, меѓутоа оние кои се такмичари мора константно да работат во Академијата. Нашата Академија, значи, работи со групи од 4 по 5 годишна возраст до најстариот член 72 години, кои двајца да беа веќе присутни на летниот тренинг и вежбаа со нас. Имаме групи, значи, за топ фитнес систем за жените, значи, таа работи цело лето. Програмата е направена не случајно, затоа што некако не сум тип кој може да работи само едно исто, што го работи цел свет. Сакав да му понудам на моите членови, значи од понежниот пол кои доаѓаат,
да научат нешто ново. Направив некоја комбинација на сите вежби во светот. Го извлеков само најдоброто за кога некоја жена доаѓа кај мене да излезе комплетно, значи пред се здрава, мене ми е битно да излезе пред се здрава, а потоа да го има она што го има зацртано, значи убаво обликувано тело. Се советуваме, значи, на начинот на исхрана, користење на суплементи, значи против тоа сме. Тука академијата, значи, со дечината работиме секој ден. Дечината се учат работа со традиционално оружје, самоодбрана, кикбокс, бокс. Тоа е тоа што го нуди академија, значи има доста голем избор. Мислам дека може секој да се пронајде кој сака да ја научи филозофијата на боречките вештини. Ке се навратам на оние часови, на оние вежби кои што ги спомена кога се во прашање жените и изгледот сега, особено во летниот период. Дали токму овој период, односно некаде би рекла април, мај месецот кога најмногу се пријавуваат и доаѓаат, затоа што сите знаеме дека сакаме за во лето да изгледаме како што треба за на плажа, дали тука ја прават еве на таа тема да поразговараме ти како инструктор кој што не вежба само 2 месеци во годината, туку вежба цела година. Колку е голема грешката што ја прават луѓето дека ќе вежбат 2 месеци, ќе изгледаме супер, ќе изгладниме, ќе добиеме една совршена форма на телото и потоа во зима се враќаме повторно на старото. Така, огромна е грешката. Јас значи тренирам од мојата 5-та година, значи некаде 26 години сум во салата. Имам пропуштено ден сам кога од X причини морам да пропуштам, значи ниеден ден немам пропуштено во салата. И сум против тоа и многу пати имам изјавено, че сега ќе идам затоа што организмот е на машина која треба многу внимателно да се работи со неа, значи правилно да се внесува исхрана, правилно да се вежба, да се знае каде и колку да се вежба, затоа што некој човек може би има здравствен проблем и не можеме ние да го напниме да вежба кардио вежби или да крева тегови, значи било што 2 месеци пред одмор е неверојатна бомба на организмот, значи се вежба константно цела година. Значи тука не станува само. Но ја прават таа грешка најчесто луѓето. Сите ја прават. Значи дефинитивно ме иритира фактот кога ќе видам луѓе во парковите, кога паркот се полни само 2 месеци пред одмори. Зошто? Значи секој има начин, тука не се работи значи за средства, значи секој има начин и време да најде да оддели 1 сат во текот на денот и да се го посвети вниманието на себе. Значи може да се вежба дома, во двор, значи во фитнес центар, во место како моето, значи на аеробик, било каде, ако сака некој навистина да се грижи за своето здравје. Дефинитивно мора да се примаат сите 3 оброци во текот на ден, доручек, ручек и вечера и 2 ужинки, значи во мали количини. Луѓето што примаат суплементи секоја чест, некој можеби тоа му одговара, меѓутоа јас сум многу против тоа. Така да, кога ќе дојдат кај мене жените, значи му кажувам она што е моје искуство и она што ми е пренесено мене од мојот мајстор. Значи не случајно нашиот мајстор тренира повеќе од 49 години, е здрав, значи останал со нас и ги донесува тие успеси без никакво користење на суплементи, тука едноставно со тренинг и правилен начин на исхрана. Ги прифаќаат ли сите овие совети, сите овие работи кои што еве им ги кажеш? Оние кои малце се разбираат и оние кои малце сакаат да послушаат совет ги прифаќаат. Меѓутоа има и такви кои се против тоа. Но секој мислам дека е доволно возрасен и знае како треба да се грижи за своето здравје. Мој како тренер да му кажам, значи од моје искуство да ги посочам што е правилно за нив, а нивно е дали ќе го прифатат тоа или не. Резултатот дефинитивно ќе се види по некое време. Рековме дека она што е најинтересно кај вас се оние часови за самоодбрана кои што и најмалите веќе ги посетуваат, има многу голем интерес, мора да кажеме. Како е со уписите, дали тие почнуваат пример во септември кога почнува и школската година или оној кој сака да го запише детето може тоа да го направи во текот на целата година? Како што ви кажав, значи ние работиме во текот на целата година заради престојните првенства кои ни доаѓаат, значи дефинитивно може секој кој сака да ни се опрати било на социјалните мрежи, било во местната Тодор Ангелевски, значи да дојде и да го запише детето, меѓутоа само детето да не е помало од 4,5 години. Децата кои се помала возраст, значи од 5 до кај 10 години, ги работат тренинзите наменети за нивната возраст, додека оние повозрасните работат за нивната возраст, а додека такмичарите се одделени настрана од сите и тие веќе дефинитивно имаат потешки тренинзи. Рече дека ова лето продолжувате напорно да работите затоа што веќе ве чека првенство, каде одите?
Следното првенство, значи, ние во октомври во Германија. Здравје Боже, значи, тука се икс причини докога најдеме финансиски средства, ќе заминеме во Германија. Се вративте неодамна повторно од Грција со многу медали, со многу успеси. Се сеќавам пред неколку години кога направивте исто така тој успех, дека бевте број еден тема во целава земја, во сите медиуми, во сите портали. Какво беше овој пат чувството пак да се вратите така? Како и секоја година, значи јас искрено не очекував овој пат дека ќе се вратиме со толкава број на медали, затоа што јас и мајстор бевме единствени тренери на 36 деца, од кои имаше деца кои за прв пат излегуваат воопшто од Македонија и дел од нив беа доста малички, значи најмалиот такмичар ни беше 5,5 години. И навистина е тешко да си родител и психолог, да можеш да го научиш тоа дете, да му кажеш дека сега си во друга земја, сега те очекува тебе борба, значи преку разговор беше доста тешко и на самите тренинзи и таму. Меѓутоа, детската филозофија е некое чудо големо и кога тие дечине освоја злато, мислам дека и ден денес не се свесни дека освоја златен медал. За разлика каде што јас и мајстор сме доста возбудени. И искрено сум среќна, затоа што 36 деца, 57 медали не е мала бројка. И самата рече дека работиве со маливе не е лесна, особено еве ти не си родител, но сепак најмалата група ти е дадена тебе, ти работиш со нив. Колку е тешко сето тоа знаење да им се пренесе нив? Сепак станува збор за дечиња од 4,5 години. На почеток, кога започнав пред многу години да работам со дечината, ми беше доста тешко. Меѓутоа, искуството и знаењето што ми го пренесе мене мајсторот во текот на целата работа, денес јас без тие деца не можам. Значи, денес, ако не комуницирам со тие деца и приватно, значи со нивните родители и на тренинг, мене ме исполнува тоа, значи да има и 10 такви групи со дечина малечки, мислам дека ќе ги издржам и без проблем ќе работам со нив, затоа што дефинитивно ми се најубавата група, затоа што секој коментар нивни, сета љубов искажана, знам дека е искрена и знам дека се невини и кога ќе им покажеш на тренинг некоја вежба, тие буквално ја прават исто како што си им кажал, значи не ја филозофираат, тука работат, чисто им покажуваш вака и тие го прават како што треба. Дисциплинирани се слушаат? Дефинитивно. Па, искрено да ви кажам, во Македонија важиме и за академија каде што строгост е на највисоко ниво и верувајте, мислам, кога да дојдете слободна ве поканата важи, да дојдете да не посетите во академијата, да видите како еден тренинг се одвива со самите дечина, дисциплинирани, послушни, значи се знае, значи на старт кога се запишуваат, јас на родителите им објаснувам што треба да знаат децата, што треба да прават и веќе мора да се почитуваат правилата кои не случајно се изградени за да може да се постигне успех каков што се носи. Самата рече дека тренираш веќе долги години си инструктор. Колку сето тоа влијае на твојот живот? Колку наоѓаш време за сите останати работи како секој нормален човек со оглед на тоа дека секој ден имате тренинзи, предпоставувам, ако не со една група, сигурно со друга група. Кога се во прашање првенствата, тогаш сигурно имате и по 3-4 пати во денот тренинзи. Па, знаете како, има време за се, јас викам дека има време за се. Кругот на пријатели ми е доста мал, затоа што мислам дека многу сум посрекна со помалце пријатели отколку со повеќе. И оние што ме познаваат приватно, знаат кога можам да одвојам време за нив, кога сум на тренинзи. Како што кажавте, кога се веќе надпреварите, јас сум 2 месеци 3 во карантини, сум исклучена на секаква комуникација и со луѓето и со пријателите. Кога немаме надпревари, сега малце летните периоди се полабави, наоѓам време, значи наоѓам време за пријателите, наоѓам време за домашните, за животните, затоа што имам доста миленици и наоѓам време за сите. Колку оние што еве сериозно ја сваќаат оваа работа, овие тренинзи кои што ги посетуваат кај вас, се жртвуваат исто како и тебе. Ги знаат ли сите тие работи од кои што еве еден ден треба да се откажат, ако правиме мобет за оние помладите кои што веќе одат по тие стапки, се добри, имаат медали, освојуваат први места, колку знаат од што се треба да се откажат или да жртвуваат кога е во прашање токму тренингот? Оние кои се такмичари, значи ако тука разговараме за такмичарите, тие кои се такмичари знаат, значи се запознаени и веќе ги жртвуваат, ајде да речам, тие детски игри, излегување, шетање, значи ги жртвуваат тие работи.
и се секој ден со мене и со мајсторот во салата. И тука, значи, ние секој ден разговараме со нив, значи, им објаснуваме што се треба да се одрекнат, значи, што се треба да направат, а која е придобивката после тоа, значи. Додека оние кои се дечиња не се свесни и нормално, некогаш им се игра надвор, па не доаѓаат на тренинг, значи, има и такви случаи. Меѓутоа, такмичарите кои не се професионалци веќе знаат и го прифаќаат тоа и самите, значи, кога ќе разговараме на тренинг, баш ни викаат, јас не планирам да излегам, јас сакам на тренинг да дојдам да се спремам. Мене ми е побитно да ме првенството, отколку излегувањето. Така да знаат. Тука и игра голема улога и поддршката од родителите. Јас дефинитивно, ако немав поддршката од мојата фамилија, од тренерот, од пријателите, можеби немаше да бидам денес она што сум. Дијана, јас ти благодарам што беше ова утро со нас, позбрувавме не само за летните вежбини на плажа, позбрувавме и за сите оние други активности кои што ги имате, затоа што сепак можеби ќе се заинтересираат гледачите и некој ќе сака да научи дел од оние вештини кои што се за самоодбрана или пак чисто така за рекреација, за одржување на добра кондиција и тело, ќе дојдат и ќе ве посетат. Така, ти благодарам и тебе на поканата. Уште еднаш ќе ве поканам кога сте слободни, значи да не посетите во академијата, да почувствувате какво е чувството за време на тренинг и сите оние кои се заинтересирани слободно нека не посетат. Ти благодарам уште еднаш. Драги гледачи, ви останете со нас, понатаму ќе продолжиме со останатите содржини, односно ќе се посветиме малку и на културата.